Денес е светскиот ден на тестенините кој се прославува секоја година на 25 октомври. Ова е ден за љубителите на јагле-хидрати. Да се радуваме и да ја славиме нивната љубов кон тестенините. Тоа е многу разноврсна храна како што доаѓа во многу форми и големини и може да се сервира топло-ладно или како главно јадење, гарнир или салата. Тестенините е универзална храна која што се служи скоро во целиот свет. А јас се надевам дека вие се одморивте од продолжениот викенд и денес со полна енергија им се посветивте на обврските. 23:20 минути. Добре дојдовте, започнува сцена. Бредли Купер ја изненади Лејди Гага, единствениот актер кој се вози со метро. Киану Ривз отстапува место на жена. Кралска свадба во соседството. Србија доби нова принцеза. Останете со нас, следува шоубиз. Викендов Лејди Гага беше гостинка во шоуто Saturday Night Live и изгледаше откачено како и секогаш, облечена од глава до петици во парчињата од новата колекција на Марк Джейкобс. Но незиниот избор на облека не ги заинтересира фановите толку, колку што ги изненади тоа што Гага позираше покрај актерот Бредли Купер. Имено Купер ја изненадил Гага појавувајќи се во бекстејџот на шоуто, а Гага со задоволство постираше фотографии од моментот на изненадување. Доколку не сте знаеле, Купер и Гага станаа добри пријатели поради тоа што почнаа да работат заедно на нов заеднички филм. Филмот ќе се вика "Звездата е родена", а се очекува да пристигне во киносалите во 2017 година. Интересно е дека двајцата толку си кликнале што заедно се возат на секаде со моторот на Бредли, а дури и заедно купуваат во супермаркети. По константните селебрити драми и расправи, убаво освежување кога над звездиното небо ќе се роди по едно вакво пријателство. Киану Ривз е исклучокот во Холивуд. Тој секојдневно користи метро за превоз, а едно видео од него е направено токму таму, додека седи сам. На една станица влегува жена која застанува до него, тогаш следува гестот. Киану и го нуди своето седиште, како што би требало да направи секој џентлмен. Момент на љубезност кој освои милион срца низ светот. Кралска свадба се одржа вчера кај нашиот северен сосед. Принцот Михајло Караѓорѓевиќ стапи во брак со својата избраничка Љубица Љубесавлевиќ. Религиозната церемонија се одржа во црквата Свети Ѓорги на Опленац, каде се наоѓа мавзолејот на Караѓорѓевиќ. На свадбата на принцот Михајло, кој е син на принцот Томислав и принцезата Линда, присуствуваа околу 300 гости, меѓу кои и повеќе членови на кралското семејство Караѓорѓевиќ. Принцот и новата принцеза биле во врска 4 години, се запознале во Белград и токму таму сакале и да склучат црковен брак. По венчавката во црква, парот и гостите се упатиле на гала прием во Белиот двор. Младенците ги спочитувале сите обичаи, а на прославата се служала домашна српска храна и вино од кралската винарија Опленац. Повеќето славни се снобови и тоа не е тајна или навреда. Никогаш нема да видите звезда која се вози во метро, а уште помалку да биде љубезна со обичните луѓе во околината. Одморот не секогаш треба да го оптоварува семејниот буџет. Има убави места кои вреди да се посетат и кои не бараат премногу средства. А кои се тие, дознаваме веднаш. За туристите од нашата земја европските градови последните неколку години станаа поблиски. Шансите да се посетат големите европски метрополи станаа се поголеми. Олеснителна околност е што Скопје преку авионски линии се поврза со дестинации како Братислава, Берлин и Копенхаген. Според објавената листа на најевтини европски градови за 2016 година, од истражувањето на Price of Travel, се најдоат десетици метрополи кои изобилуваат со богата историја, шарм и кои гордо го носат епитетот урбани центри. Една од омилените дестинации на туристите според Price of Travel се споменува Белград. Градот од соседството е на листата на ефтини градови, кој може да понуди добар ноќен живот, но и одлични цени. Пресметката е дека во просек за еднодневен престој потребни ви се 25 евра. Уште еден соседен град кој без разлика на сезоната се задржува на оваа листа.
За да имате солидно поминат еден ден во Софија, ќе ви бидат потребни нешто повеќе од 23 евра. أنت قلبي أنت كل في حياتي أنت قلبي أنت كل Онаму каде што мирисот на баш чаршија носи еден поинаков шмек на овој град, таму е срцето на Сараево, каде што утрото започнува со звукот на севдахот, босанско или турско кафе, подготвено на специјален начин, продолжува со бурек и завршува со босански кебаб. За да го почувствувате Сараево со стомак и очи, за еден ден ќе ви бидат потребни околу 27 евра, за потребни оброци, пијалоци, како и транспорт. Ако се одлучите Загреб да биде вашата дестинација за патување, нема да погрешите. Стариот град е вистинска туристичка атракција. Плоштадот Бан Јелачич е совршен за кафе или да пробате некој од локалните пива. Еднодневен престој во убавиот Загреб би ве чинел најмногу 30 евра, а тука спаја транспорт, храна, туристички атракции и пијачка во вечерните часови. Полска е држава која на листата најевтини градови смести свои два големи културни центри. Краков, градот низ кој тече Висла, и град во кој се чувствува кралскиот мирис. Големите кралски замоци се сведоци на богатата кралска историја во овој град. Неколку оброци и пијалоци, вклучени во 23 евра дневно. Варшава е за некој евро поскап од Краков. 30 на евра на ден се доволни за да ги видите убавините на овој град. Киев од секогаш бил град кој важел за поевтин од останатите европски градови. Овој примат го ужива и оваа 2016 година. Дневниот престој во овој град би ве чинел 20 на евра за пристоен и просечен престој. Пресметките за тоа колку чини еднодневна посета на Букурешт, Романија, велат дека е доволно 21 евро. Овој град, освен што е сместен во најевтините градови во Европа, тој ужива и во епитетот на најшармантен град. Префиксите за него се културна, индустријска и финансиска престолнина на Романија. Будимпешта е градот со широки булевари и тесни улички, кој е само потсетник дека некогаш бил дел од Австро-Унгарското царство. Прекрасна архитектура која предизвикува восхит, динамичен ноќен живот, термалните бањи, познатиот унгарски гулаш, се само дел од работите за кои ќе прераскажувате. Транспортот, прошетките и локалната храна за еднодневен престој би ве чинела 29 евра. Чешки Крумлов е последниот град кој ќе се најде на листата најевтини градови во Европа за 2016-та. Ако сакате да избегате од секојдневието и да уживате во гостопримството на тамошните жители, тогаш воопшто нема простор да се двоумите. На само неколку часа од престолнината на Чешка, Прага, ќе уживате во уникатноста на Чешки Крумлов. Посета на туристички атракции, вкусна традиционална храна и одлична забава за само 29 евра дневно. Ако немате се уште одлучено каде ќе го поминете вашиот летен одмор, со помош на Price of Travel ви даваме идеја каде може да поминете на еден ден во некоја европска метропола. Потрошувачката кошница би ви се движела од 20 до 30 евра дневно, а импресиите и спомените кои ќе ги понесете оттаму немаат цена. Џезот е музички жан или правец, кој за прв пат се појавува во 20-тиот век. Се развил од афроамериканските заедници, од јужно соседните американски држави. Корените на џез музиката потекнуваат од комбинирање на афроамериканската музика и елементи од европската хармонија. Нашата екипа присуствуваше на џез настан и ве ги деталите. Некој ќе рече дека џезот е музика за некој од минато време, која е неразбирлива или пак досадна за денешната генерација. Но полните клубови кога во позадина има џез музика го докажуваат спротивното. Талентираните музичари на градот му дадоа нешто ново, поенергично и позабавно. Џезот не е тип на музика, туку начин на изразување и процес на импровизација. 12 Months of Jazz е проект на Digital Millennium Artists. Представува проект кој што се одржува 12 месеци, значи ќе трае во текот на целата година. Секој месец ќе може да се проследи по еден џез концерт. Дали во рамките на овој проект ќе учествуваат само македонски изведувачи или ќе имаме и некои странски бендови?
Во моментот имаме соработка претежно со македонски бендови. Значи понатака сметаме дека би било плюс дополнителен импулс нели како за нас така и за нели слушателот, односно за публиката, да имаме соработка и со странски бендови, но сега за сега можам да ви кажам дека соработуваме со македонски бендови. Замислата е да бидат 12 джез концерти. Значи понатака сметаме дека би било во поголемо значење на концертот, значи на концертите да може да бидат придржувани од дополнителни содржини како на пример изложби, промоции на книги и слично. За сите оние што сакаат да уживаат во македонската джез музика и во уникатност на самиот настан, нека погледнат програмата што ја нуди овој проект. Овде завршува уште едно издание на Сцена. Останете со програмата на телевизија Нова, а ние се гледаме веќе утре во 23:30 на телевизија Нова. Добра ноќ!